Градоначалниче, едно прашање надвор од темата. Откако излезе информација за тоа колку ќе кошта наставот на Дино Мерлин, имаше реакции на социјалните мрежи, луѓето рачунаат колку човечки животи би биле спасени со парите за Дино Мерлин што ќе бидат дадени за новогодишните украсувања. Себе прашувам вас што мислите вие? Еве за потсетување, пред неколку дена почина Јана, згасна млад живот, чекајќи парични средства за операција. Не успеа да ги дочека. Што мислите вие за ова? Неколку сегменти се што мислам дека се навистина многу битни. Прво, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера имаше многу успешен настан и на ВМРО ДПМН му стана многу очигледно дека ги губи следните парламентарни избори и заради тоа на секој начин се обидува да ја дефокусира јавноста од суштината. Тоа е губењето на парламентарните избори. Конкретно за градот Скопје, мене ако ме прашате, она што се обидува да го испинуваат или она што се обидува да ја насочат јавноста во размислувањата на различни нешта неповрзани со градот е отпочнувањето на градењето на универзалната сала која што очекуваме како постапка да ја започнеме некаде после Нова година. Соочени со тие најмалку две работи, опозицијата што преку своите креирање на лажни вести, што преку форсирање преку своите партиски портали се обидува да ја дефокусира јавноста од суштината на работите во рамките на демократското право на размислување. Може секој од нас да размислува како што сака, вклучително и вас од ТВ Алфа, за кое што особено вечер со голема радост ќе ви дојдам на интервју и ќе ги разговараме сите тие моменти. Меѓутоа, вашите размислувања не значи дека се примарни размислувања. Примарните размислувања на поголем фокус или поголем дел од граѓаните можеби да се поинакви од тоа што вас ве интересира. Она што никако нема да може да успеете како партиска телевизија да го направите е да ме приморате мене да кажам дека советничката група на ДПМН, која да е фантовска некоја, сега креира или се заинтересира за нешто или роди крокодилски солзи за нешто што како рутина, а тоа е плаќање преку пат на спонзори на новогодишните гости, се случувало во нашиот град. Како што се случувало во минатото, така се случува и во сегашноста. Одговорните институции, градот Скопје, за жал не е таа институција, меѓутоа треба да знаете дека во текот на овие 2 години имаме толку многу повеќе програми, толку многу повеќе средства потрошено за помагање на ризичните групи на граѓани, за помагање на социјалните категории на граѓани, за помагање на лица со посебни потреби, отварање на дневни центри, отварање на разни социјални програми кај што ги помагаме граѓаните, што во изминатите 27 години како ДПМН го предводеше овој град беа мисловна именка. Од тука ве упатувам суштинските прашања за состојбата, за многу работи, вклучително и состојбата во Фондот за здравствено осигурување, каде што со ефтин популизам беа креирани многу финансиски дупки и недостатоци на средства, да ги упатите во ДПМН, кое што пак повторувам, после вчерашниот успешен настан на Социјалдемократскиот сојуз, соочен со изборниот пораз, се обидува преку прашања кои што вам ви ги нарачуваат да дефокусираат јавноста од суштината.